Во оваа изложба насловена Прогрес се представени 15 компјутерски графики, кои прикажуваат еден личен, но и секако колективен прогрес. Се представени контрасти, односно спојувањето на материјата со енергијата и абстрактните чувства, затоа што чувствата нели што ги имаме се абстрактни и секогаш некако се трудиме да се бориме против нашите чувства, но сепак нели треба да ги прифатиме затоа што тие се дел од нас и тие се она што не прават нас целина. Тоа е исто нели како денот да сака да ја надвладае ноќта и обратно. И тука во тие графики е токму представено тоа губење на себе си како важен дел од нашиот живот за повторно пронаоѓање на самите себе, на нашиот центар, кое што води до некакво просветлување, како достигнување на нашиот најголем потенцијал како луѓе, како живи суштества и движење на тој бесконечен прогрес. Токму тоа е прикажано во сите дела се провлекуваат и емоционални и екзистенцијални состојби за кои што секогаш сум се запрашувал и кои што секогаш ми биле тема на обработка. Секогаш во моите дела сум сакал токму тоа да допрам до тие екзистенцијални теми, до емоционалните состојби на човекот низ кој поминува, затоа што сепак сите во нас имаме некаква борба со некои наши стравови, со некои можеби некои чувства кои што не ги изразуваме доволно, а сепак сите ги чувствуваме и сите ги делиме како колектив, како луѓе. И токму затоа сметам дека секој би можел да се пронајде нели во делата, сепак нели секако е субјективно и секој различно би ги толкувал делата, што тоа е исто нели убавината во уметноста, што секој нели си препознава во делото она што го чувствува самиот. Нели тоа е и поентата на уметникот, да побуди некакво чувство кај гледачот, кај публиката и да препознае некакво чувство, односно чувство кое го делат, затоа што се двајцата луѓе. Денес сме присутни на отварањето на првата самостојна изложба на Методи Јордановски, токму во неговиот роден град, со наслов Прогрес. Токму зборот Прогрес звучи многу добро во време на стагнација и дава еден момент на надеж и она познатата изрека надежта последна умира, посебно затоа што доаѓа од еден млад уметник. Тука имаме во галеријата во Марко Цепенков се изложени 15 компјутерски графики изработени од уметникот и тие представуваат на негова лична приказна на неговиот прогрес како човек, како уметник, но истовремено е на приказна во која што секој посетител може да се најде да размисли за собствениот прогрес и нашиот личен прогрес како ние допринесуваме во развојот на нашето општество и нашето обкружување. Чест и задоволство ми е да бидам дел од оваа изложба, затоа што токму јас имам таа чест да отворам изложбата и да пренесам една многу добра информација што ова прва самостојна изложба на Методи ќе биде дел и од големиот саем во Манчестер во Англија, кој што ќе се случи во ноември месец, благодарение на нашата сограѓанка Матија Спунџиевска, која што е голем поддржувач на локалните прилепски уметници и македонски уметници и ги промовира во незината галерија Маса Јуека во Манчестер, која што ја има како собственик. Thank you.